Здраво, се вклучам повторно изборам за една тема, поврзана со денешниот датум 26 септември, тоа е Европскиот ден на јазиците во ЕУ. Да, значи овој датум е вметнат во ЕУ. Станува збор за секој еден светски јазик, се разбира светски јазик е англискиот, односно антиката или стариот век и средниот век светски јазик бил латинскиот, потоа до крајот на Втората светска војна до 1945 бил францускиот, а од 1945 нааму светски јазик е англискиот и така и ќе остане. Постои ли правило, колку повеќе јазици човек знае, толку побогати, тоа е точно. Исто тоа се однесува и за прочитани книги. Кога сме кај јазиците, за еден јазик официјално да биде признат, треба да биде кодифициран во ООН. Нашиот јазик е кодифициран пред 48 години во ООН, а инаку ние се го кодифициравме во 45-та. Кога еден јазик е официјално кодифициран во ООН, тој е официјално и признат, без разлика дали на некого тоа му се допаѓа или не. Кога сме денес во современите предизвици, да напоменеме дека украинскиот јазик е посебен јазик, грузискиот јазик е посебен јазик, а во Молдавија, нели, официјалниот јазик е романскиот, исто како што во Кипар е грчкиот и слично. Црна си има свој посебен црногорски јазик. Во Албанија и Косово албанскиот е официјален јазик и слично. Откако еден јазик ќе биде признат во ООН, тој јазик веќе не може да биде избришен на ниту еден начин. А во една држава може да има 2, 3 или повеќе официјални јазици. До нареден пат, поздрав!